многу богати, активни луѓе уште од раните 90-ти загризуваат и добиваат шанса да јас можам да одам на Монт Еврест, нешто што до крајот на 80-тите години било незамисливо за обичниот човек. Тоа биле исклучиво експедиции составени од алпинисти кои што во тие години дури чекале и по неколку години и повеќе дозвола за искачување, бидејќи тие дозволи биле многу лимитирани во тоа време и така натаму. И после тоа почнува да играат, нели, бизнисот, парите и така натаму. И денеска на Монт Еврест, мислам, нема некој кој што сега со Инстаграмов или со нови видеа на YouTube и така натаму нема видено што се случува во сезона, оние редици по 40, 50, 100 планинари нагоре, надоле, некој не знае дерезите да си ги намести, боци со кислород во изобилие се трошат и така натаму, јажиња се местат и најчесто тие што гинат во целава оваа денешна констелација се оние кои што го подготвуваат теренот и тоа се најчесто не главните организатори на експедиции, туку локални жители, шерпаси, кои што се и пред се некој од нив на вистина и сраснати со тие планини, потекнуваат од тие села и во оној процес на работа на планината се случува да многу од нив се задржуваат предолго во оние опасни зони и ги загубат своите животи